Би сакал исто пред проповедта да поставам и друго прашање. Ако значи металите беа од злато до железо и глина, и сега сме во железо и глина, што ќе биде следното после тоа? Кој метал? Кој метал? Не, метал. Кој метал? Што ќе биде последното? Тоа што ќе биде вечно. Што ќе биде тоа? Но каменот е второто Христо доаѓање, што ќе удри, златото. Се враќаме на златото. Ке се направи круг од злато, ама тоа беше пропадливото злато, тоа вавилонското првото. Ке се вратиме на она трајно злато, на господовото злато. Замислете да живеете во град и секогаш ке живеете во тој град. Нема старење таму, Олгице. Сакам да те охрабрам со тоа. Амин. Тоа никој од нас не треба да го има. Да. Таму нема болници, нема гробишта. Ке нема од маски нема да имаме потреба. Од шо друго? Еден куп нешта. Ке им судиме прво на вонземјаните. Да. Ке нема, да. И се замислите, и ке газите во вашиот град, во тој град, да газите по злато да газите. Златни улици. По злато да газите. И тоа никош нема да престане. Се надам дека тоа злато никош нема да ви здодее. Нема да речете еден ден, што е бава само злато. Мислам дека нема да ви здодее ништо во новиот Ерусалим. Иако нема да бидете само таму. Да, но таму ќе бидат главните станови. Најважно од се нема да има грев, нема да има смрт, нема да има плач, болести и она од што луѓето најмногу страдаат денес и од она од што најмногу патиме денес. Ништо што штети, вели Исаија, ништо што ќе му наштети на мојот народ. Да, го кажавме тоа. Исто така не помалку важно е што во Божјото царство нема да постои никакво суеверие, никакво празноверие, никакво неверие, да, и нема да постои никаква глупост. Она од што е најмногу полн овој свет е глупоста и тоа е невидено нешто. Тоа е феномен. За разлика од Великденот, кога важеше за цел свет најстрогите мерки, најстрогиот карантин, затвореност и така натаму, ние си почнавме 2 саботи во црква, како што горе-долу, порано или подоцна, почна и целиот свет, но за разлика од светот, минатата сабота не бевме во црква. Зошто? Да. Зошто минатиот викенд исто такви мерки како за Великден? Тоа нема врска. Ова за мене е важно и сакам да го истакнам. Затоа што ова нема врска сега со никаков светски заговор, нема врска со
Сорос, Морос, лудиот Били или другите ѓаволи. Единствената причина зашто само ние имавме затворен викенд минатата сабота, зашто само ние, за жал, доминантната глупост што владее во ова општество, може би и пошироко во регионот. Во светот има богослужение минатата сабота? Во другите земји во светот има богослужение минатата сабота? Да. Зошто кај нас немаше? Добро, зашто немавме црква минатата сабота? Ајде да го ограничиме на Скопје. Глупоста да ја ограничиме на Скопје. Ова беше заради нашата глупост како нација, како општество. А која е таа глупост, дали знаете? Еве сега веднаш ќе се подсетите на што мислам. Ако ја прашаме нашата македонска глупост, кој празник беше минатиот викенд? Да, точен одговор. Тоа е одговорот што го дава глупоста. Замислите, затоа што овој народ не знае кој празник се слави 50 дена по Великден, затоа му се случи карантин и глупост. Значи, замислите народ кој што го празнува Духовден, како што некогаш го вика, ја празнува Педесетница, кој што народ просветлен од Божјето Слово, кој што разбира што е тоа, кој што разбира што или поточно кој се слави во тој ден, празникот на Светиот Дух. Значи, народ кој што не прави гужви на гробишта, кој што не готви за мртвите, мртвите немаат потреба од нашите ручици. Значи, замислете еден таков народ, кој што го празнува Светиот Дух, кој што се напојува со Светиот Дух, кој што размислува за Светиот Дух, кој што не прави гужви на гробишта. Дали таквиот народ ќе имаше карантин минатиот викенд? Немаше. Зошто имаше карантин политски час минатиот викенд? Заради нашата суеверна глупост. Задушница не е празникот од минатиот викенд. Бидејќи има 4 задушници во годината. Во православниот календар има 4 саботи кои што се задушници. Значи, годишниот празник не е задушницата, туку е Педесетница или Духовден, го нарекуваат често во православната традиција, и тоа го заборавија, и тоа се заборави, не го викаат повеќе Духовден, туку го викаат како? Го викаат духови. Толку, ова е веќе богохулие. Значи, Творецот, Светиот Дух, да го побркаш со неговите созданија и тоа со духовите на мртвите, конкретно. Тоа е катастрофа. И оно што вознемирува или оно што дури фрапира е како ова глупост доминира и понатаму. Тоа е феномен. Се трудат луѓе да го има попови кои што се трудат да го просветлат народот, да го одвратат од некои глупости и не оди па не оди. Глупоста си тера, си доминира. Ми кажуваше поп Ивица пред 8-9 години, кога првпат му реков,
го прашав, каква е оваа глупост за тогашната ВМРО-вска власт, која што ја направи глупоста? Петокот пред задушница го направи празник. Каква е оваа глупост, петокот да го направат празник, кога по правило би требало понеделникот да биде неработен ден, после неделата 50-ница. Како и Великден и 50-ница, и според Стариот Завет, и според Мојсеевиот закон, секојаш се паѓа во првиот ден од седмицата, затоа што 50-тиот ден од првина, односно од Христовото воскресение, се паѓа во првиот ден од седмицата. Како што имаме втор ден Великден, во понеделник, значи понеделникот е неработен заради Великден, така требаше понеделникот да биде неработен заради Духовден. И го прашувам, каква е оваа глупост, петокот да го направат неработен ден, затоа што мислат дека празникот е за душница, а не Духовден. И Ивица ми одговори, мене целиот ден ми се исуши устата, тој ден, да му кажувам на народот дека Духовден нема врска со духови. И шовоти му се исуши устата. Не 1000 ивици да постојат. Глупоста ќе доминира и понатаму. Традиција. Тоа е феномен. Глупоста ќе доминира и понатаму. Интересно е, не е битно колку се луѓето образовани, начитани, како некои новинари, например. Глупоста ќе доминира и понатаму. И заради таа глупост, за разлика од светот, ние имавме затворен викенд минатата сабота. Само ние, заради ова непоправлива глупост. Јас би рекол, глупиот го донесе тој закон, тогаш, не се сеќавам која година беше точно, значи, кривоверната власт го донесе тој закон, но денешната безверна власт не може па да го коригира. Значи, нешто што ќе донесе глупиот како закон, поглупавиот не може да го коригира. Ако имаш крива вера, е страшно. Но ако немаш никаква вера, е исто толку страшно. Како што рече псалмистот, ова ќе биде единствениот старозаветен стих, што сакам да го прочитам. 14-ти псалм ќе отвориме, првиот стих. 14:1. Овој превод вели, рече безумниот, или ја би рекол глупавиот. И во некои преводи така стои, во англискиот превод, значи, a fool, глупавиот. Рече во срцето свое, што рече? Нема Бог. Значи, замислете, сестра Олгица ме интересира, дали како дете, откако си растела, од ниту еден родител, ништо никогаш не ти спомнале нешто за Бог? Дали се сеќаваш да ти спомнал некој нешто за Бог? Не. Не онака да те уча дека постои Бог, да те... Такво нешто не. Значи, тоа е... Да, за школа знаем. Низ тоа школа и јас поминав. Да. Благодарам. Да отвориме сега во Дела, 19 глава, да се подсетиме на еден друг случај. Дела на апостолите, 19 глава. Ке се сетите, апостол Павле среќава во Ефес една група верници, на кои што
им поставува едно прашање. Ке почнеме да читаме од првиот стих. Значи 19 глава, Дела на апостолите, од првиот стих. Додека Аполос беше во Коринт, Павле, откако мина низ горните земји, а тоа се Македонија, Тракија, на тоа се мисли, горните земји, и влезе каде? Во денешна Турција, значи во Мала Азија, и вели, дојде до Ефес. Таму сретна некои ученици и им рече, кога поверувавте? Значи, ови ученици поверувале. Што поверувале? Поверувале во Исуса Христа. Го прифатиле Исуса Христа. Се крстиле во името Христово. Кога поверувавте, примивте ли Дух Свети? Павле ова го интересирало. Дали кога поверувавте, примивте Дух Свети? А тие што му одговори? Ние не сме ни слушнале дека има Дух Свети. Замислите одговор. Значи, мнозина, може би како Олгица, како мнозина во светот, живеевме во општество каде што некој, значи, не ни чуле дека има Бог, дека има Господ, особено дека има Дух Свети. Не ни чуле дека има Дух Свети. А сега замислите, ова е ситуација каде што верници, христијани, кои што веќе биле крстени, кои што веќе поверувале во Исуса, се крстиле во Неговото име, а се уште не знаеле, не ни слушнале дека има Дух Свети. Може би ќе се запрашаме, па како е тоа можно? Дали е можна ваква ситуација? Па очигледно е можно. Значи, имало луѓе кои што биле верници, кои што биле крстени во Исусово име, кои што поверувале, наречени се и тие ученици, но кои што не слушнале, не знаеле дека има Дух Свети. Видите колку кога се работи за Светиот Дух, од било која друга тема, од било која друга теолошка тема, предмет, дискусија, најлесно се греши кога е во прашање Светиот Дух. Најлесно се греши кога е во прашање Светиот Дух. Значи, можно било да има верници, христијани, веќе крстени, а сепак да не знаат дека има Свети Дух. Јасно е, потоа Павле ги прашува, а како бевте крстени? Тие одговорија со Јовановото крштевање. Значи, јас се коригирам тука, значи не биле крстени во Христово име, туку само со Јовановото крштение. И што направи Павле после тоа? Павле рече, Јован крштаваше со покајно крштевање, значи за покајание, велејќи му на народот да верува во оној кој иде по него, односно во Исус Христос. И кога го слушнаа тоа, тие се крстија во името на Господ Исус. Значи, дури тогаш се крстија со Христовото крштевање. И какво беше Христовото крштевање, се сеќаваме, на Јордан? Што беше разликата помеѓу Христовото крштевање и било кое претходно крштевање, кога Јован крштавал луѓе во истата вода? Духот Свети. Разликата, значи, со Христовото крштевање беше Духот Свети. Кога Христос се крстил на Јордан, или бил крстен на Јордан, бил крстен со Светиот Дух. За разлика од другите пред него, кои што биле крштавани само со вода. И сега тој проблем може да постои и ден денес кај мнозина. Дали е можно да бидеме крстени само со вода, а без Светиот Дух?
Само со вода, а без Светиот Дух. Можно е. Тоа е можно и било можно во секое време и после Христа и ден денес е можно. Да бидеме крстени само со вода без Светиот Дух. Оно што за нас е најбитното е да бидеме крстени со Светиот Дух. Да се вратиме на еден друг познат настан во делата повторно, Дела апостолите, но во 8 глава, овој пат. Дела 8 глава. Да се подсетиме на еден друг случај. Во 8 глава да не читаме цел текст. Јас би сакал прво да почнем од 12-тиот. Но кога му поверуваа на Филип, кој го проповедаше Евангелието за Царството Божие и за името на Исус Христос, почнаа да се крштаваат мажи и жени. Бидејќи не читавме пред тоа, само да кажам, значи, овие мажи и жени претходно му верувале на Симон Магот, на неговите магии, на неговите сензационални дела, и дури велеле за него во 10 стих, овој е силата Божија, наречена голема, така ја викале. И затоа се вели, но кога му поверуваа на Филип, кој го проповедаше Евангелието за Царството Божјо и за името на Исус Христос, почнаа да се крштаваат мажи и жени. Бидејќи му поверуваа на Евангелието, му поверуваа на Филипа, кој го проповедал Евангелието. Тогаш вели, поверува и самиот Симон, замислете. Значи, магионичаров исто така поверувал. Текстот вели дека поверувал, значи поверувал. Стварно поверувал. Не лаже доктор Лука кога вели дека поверувал. И дори се вели дека се крстил, откако се крстил. Кој го крстил? Па Филип го крстил и него, како и другите. Постојано го придружуваше Филип после тоа. Значи, видите, овде станува збор за искрена вера на Симона. Така? Мене така ми изгледа. Поверува, се вели, се крсти и дори постојано го придружуваше Филип после тоа. Мене ова ми изгледа на искрена вера од негова страна. Да, меѓутоа, што е сега проблемот? Значи, може човек и искрено да поверува и да се крсти, и сето тоа попратено со голема доза на радост, а сепак да се случи проблем, да има проблем. Проблемот доаѓа од погрешниот однос кон Светиот Дух. Значи, се друго може да е во ред, но погрешен став или однос кон Светиот Дух може да предизвика катастрофа после тоа. Значи, го придружуваше Филип, се враќаме на 13 стих, и гледајки дека големи и чудеса што се дела големи, се извинувам, и гледајки дела големи и чудеса што се вршеа, се восхитуваше. Кој се восхитува? О, истиот Симон. Оно што самиот правеше магии и со тие негови сатански дела восхитуваше народ, сега самиот, откако се крстил, поверувал, го придружувал Филип, се восхитуваше на делата што Филип ги правил и, веројатно, другите христијани. 14 стих. Кога слушна апостолите што беа во Ерусалим, дека Самарија го примила Словото Божио, ги пратија кај нив Петар и Јован, значи двајца апостоли.
тие штом слегоа, се помолие за нив да го примат Духот Свети. Значи, сите што беа крштавани, го немаа примано Светиот Дух. Иако овие веројатно биле крштавани во Христово име. Тука не станува збор за Јовановото крштавање. Шеснаесети стих вели, зашто се уште не беше слегол ниту на еден од нив, а само беа крстени во името на Господ Исус. Значи, може и да бидеш крстен само во името на Исус, а да не го примеш Светиот Дух. Можно е тоа, нели? Видите колко е битен Светиот Дух. Да не зборавиме што рече Христос за важноста на Светиот Дух. Што ако некој похули, ако е вистина дека тоа на вистина си го направила, како што ти вели другарка ти, да на Отецот или на Синот ќе му биде простено, но ако похулиш на Светиот Дух, нема да ти биде простено. Ниту во овој, ниту во идниот век. Страшни зборови. Што е тоа што е толку битно и важно во врска со Светиот Дух? Што е тоа што е толку пострашно во врска со Светиот Дух? Да видиме што беше проблемот кај Симон. Еве го 18-тиот дојдевме. А Симон, кога виде дека Духот Свети се дава со полагање раце од апостолите, тој тоа го видел. Тој бил сведок на тоа нешто. Тој гледал како Петар и Јован се молат со рака положена врз главите на верниците и слегува Светиот Дух врз нив. Дали тоа било и некако видливо, како кога самите апостоли го примија на Педесетница со тие огнени јазици, или Симон можел само да ги види ефектите, значи последиците од примањето на Духот, значи духовните дарови, силата, зборување на непознати јазици и така натаму. Не можеме да кажеме. Важно, Симон бил сведок со своји очи дека на вистина оние врз кои што апостолите полагаа раце го примаа Светиот Дух. И тоа беше голема сила Божја, многу поголема од неговата магиска поранешна. И самиот Симон се восхитувал на тие дела, на тие чудеса што Бог ги правил сега, а не демоните преку неговите магии. Симон бил сведок дека постои некоја поголема сила од демонската, од магиската сила. И кога видел, тој знаел од каде потекнува таа сила. Таа потекнува од Светиот Дух. И тука се поставува едно интересно прашање. Што би сакале, браќа и сестри, попрво да имаме? Да се откажеме од сите наши дипломи, образованија, ученост, начитаност, од сите знаења што сме ги стекнали од книги или од искуство, ама да го имаме Светиот Дух во овој момент. Што е побитно? Светиот Дух е побитен. Зошто? Затоа што сите наши знаења, сета наша теологија и сета наша световна наука, образование, не можат, например, сето тоа заедно, и сите ние заедно, со сето тоа, со сите наши квалификации, не можеме, колку и да сакаме, не можеме да ја дигнеме, например, сестра Мимица, на нозе да биде жива и здрава. Би сакале да се откажеме од сето тоа, само да го имаме Светиот Дух. Зошто? Затоа што со Светиот Дух можеме. Со Светиот Дух ќе го можеме она што за човечките сили, мудрости, знаења е невозможно. И тоа го имале апостолите. Тоа го имал Петар кога му рекол на просјекот пред красната врата во Ерусалим. Злато и сребро немам. Меѓутоа, сите богатства на
да не ги споменувам уште еднаш. Дај да речем, крупниот капитал во овој свет. Не можат да го направат и тие тоа, не можат да си ја победат вампириве со својата старост и своите болести и да го решат проблемот на смртта со сите своји пари, со сето своје злато и сребро. Не можат. Ниту оној кај што е собрано сега сето злато од сите држави. Не можат. Меѓутоа, еден рибар од Галилеја можел да го исцели хромиот, сакатиот, затоа што го имал Светиот Дух. Злато и сребро немам, му рекол, но оно што го имам, тоа ти го давам, а тоа што го имал Петар во тој момент, тоа било не само доволно, тоа било се. Како што вели апостол Павле, ако Христос, ако Господ Христа ни го подарил својот син, како преку него тогаш, зарем преку него не ни подарил што? Се, вели. Ако Христос ни е подарен, зарем преку него не ни подарил се? Тоа е во Римјаните 8 глава. Да се вратиме на Дела 8 глава, кај што застанавме. Значи, кога видел Симон дека Духот Свети се дава со полагање раце од апостолите, што направил? Им донесе пари. Како магионичар сигурно стекнал големо богатство пред тоа. Многу пари. Им донесе пари и им рече: дајте ми ја и мене таа власт. Таа над кого и јас да ги положам рацете, да го прими Духот Свети. Што мисле, дали ова било искрено од негова страна? Да, и јас мислам дека е искрено. Човекот видел дека апостолите со полагање раце врз верниците, значи имаат таква моќ, таква власт, се разбира Христос им ја дал, нели? Да врз кого год положат рака, да го прими тој човек или жена, да го прими Светиот Дух. И се пазите што побарал Симон. Симон не побарал сега и он да го прими Светиот Дух, како сите други. Не побарал и он да биде крстен со Светиот Дух. Не го побарал тоа. Туку што побарал? Да го има тоа што апостолите само го имале. Врз кого год и јас положам рака, значи да ја имам таа власт, таа моќ. Апостолите само ја имале. Врз кого год и јас положам рака, и тој или таа да го прими Светиот Дух. Тоа го побарал. И сакал да плати за таа власт. Така. Еве што бил проблемот. Еве што бил проблемот. За да, кога ќе ја купи таа власт, да може после да тргува, да тргува со неја. Значи, најверојатно, не можеме да кажеме со сигурност, но најверојатно, ако би ја имал, ако би ја стекнал таа власт, тогаш врз кого год он ќе положи рака, за да го примаат Светиот Дух, луѓето, сакаш Свети Дух, замислите, веројатно би одел и би сакаш Свети Дух, продавам, може би огласи, реклами ќе имал, сигурно, најверојатно, не можеме со сигурност да кажеме, не пишува такво нешто, меѓутоа, најверојатно мислел и да го продава тоа. Да тргува, да стекнува профит, да профитира
од тоа. Ова, значи, до сега се што читавме за Симон изгледаше искрено од негова страна, меѓутоа ова беше дури и искрен може да биде човек, а да направи тешко богохулие против Светиот Дух. Страшно богохулие. Затоа Петар реагира волку строго. Не можеме да замислиме по-строга реакција. Бидејќи што му вели Петар? Среброто твое. Петар го проколнува овој човек. Нека загине, вели овој превод, заедно со тебе. Со други зборови. И ти, и среброто твое, по ѓаволите. Петар го проколнува овој човек. Ова е страшно нешто. Петар не се обидува да го спаси овој човек. Петар го проколнува овој човек. Без трага. Значи да бидеш загубен, да загинеш, да бидеш загубен за вечност. Зошто такви зборови? Зошто толку страшна реакција од Петрова страна? Читаме. Зашто помисли, само што си помислил, дека дарот Божи може да се стекне со пари, односно се купува, што рече. Вете, ова јас особено го нагласувам за сите адвентисти, кои што денес, уште пред коронава, со години наназад, ја прават истата грешка, што ја направи Симон, кога ги излажал ѓаволот, немајки друга работа, ги излажал да дебатираат околу Светиот Дух. Што е катастрофата? Притоа, мнозинството верници грешат на било која страна да се наоѓаат од таа дебата. Бидејќи едни велат како пионерите велеле нема Свети Дух. Пионерите не верувале во личноста на Светиот Дух. И некој мислел дека е мудрост да се следи верувањето на пионерите по тој поглед. Некои други пак велат дека има Свети Дух, ама дека е тој некој различен дух од духот на Отецот или од духот на Синот. И сега, значи на било која страна да се наоѓаат по однос на таа дебата, јас и за нив би рекол дека е тоа дебата помеѓу глупавиот и поглупавиот. Тоа звучи смешно, меѓутоа во суштина е страшно. Грешката што ја направи Симон е што Духот Свети го третирал како предмет, како стока, нешто што може да се продаде и да се купи. Тоа е страшно. Тоа е многу страшно. Светиот Дух, наместо да го признаваш како Господ, не само како личност, тука како Господ, божествена личност, ти го третираш како предмет. Симон како стока, конкретно. Нешто што се продава или се купува. Но, суштината е, го третираш Светиот Дух не како некој, туку како нешто. И тоа е трагедијата. Како предмет. Како нешто. А Светиот Дух е некој. Божиот Свети Дух е Господ. Да се подсетиме на овие убави зборови од 2 Коринтијаните. За Господовиот Дух, 3 глава, 18 стих. Значи, зборувајќи за неверните евреи, 14 стих вели, но умовите нивни заслепеа, и евреите се слепи до ден денес во тој поглед.
освен оние што се веќе христијани, се разбира. Бидејќи и до ден денес, Павле кога го пишувал ова, значи мислел до ден денес, првиот век, а ние би рекле и за 21 век исто. И до ден денес, кога се чита Стариот Завет, им стои истиот превес, зашто само Христос го симнува. Па така и ден денес, кога се чита Мојсей, превезот им стои на нивното срце, но кога ќе се обратат кон Господ, превезот им се симнува и сега може да гледаат. Не се повеќе слепи. И 17 стих, а Господ е Духот. И каде што е Духот Господов, таму има слобода. Ние пак сите со откриено лице, како во огледало, гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во истиот лик, од слава во слава, како од Духот Господов. Што е трагедијата? Ако Светиот Дух го третираме како предмет, дури и како предмет на расправа, значи предмет на дебата, еве која е трагедијата. Да се подсетиме на Христовите зборови за Духот во Евангелието според Јован. Јован 14 глава прво. 14 глава, 26 стих. А утешителот пак, Духот Свети, кого што Отецот ќе го испрати во Мое име, што ќе направи тој? Тој ќе ве научи на се и ќе ви напомни за се што сум ви зборувал. Значи, кој е тој што може да ве научи на се? Светиот Дух. Значи, Светиот Дух е учител. Така? Да се подсетиме на 16 глава 13 стих. А кога ќе дојде тој, Духот на вистината, Светиот Дух е Духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина. Светиот Дух е тој што ќе ве упати во сета вистина. Но само од себе нема да зборува кога ќе говори што чуе, а од кого слуша Духот. Значи, од Отецот. Од кого и произлегува во 15 глава 26 стих, да не го читаме и тоа. Како што самиот Исус за себе си рекол, дека не зборувам ни јас, само од себе, во трето лице зборувал пред Синедринот, Синот не зборува и не прави ништо само од себе, туку од Отецот. Што Отецот вели, што слуша од Отецот, тоа го проповеда и тоа го твори, тоа го прави. Значи, Светиот Дух е оној што може да не научи на се и оној што може да не упати во секоја вистина. Значи, дали јас можам да знам, да примам, да разберам некоја вистина без Светиот Дух? Според ова, не може. Значи, без Светиот Дух јас не сум можел да разберам никаква вистина. Без Светиот Дух. Бидејќи Светиот Дух е тој што може да не поучи во се, и бидејќи Светиот Дух е тој што може да не упати во сета вистина. Па сега, што се случува ако Светиот Дух, кој што ме води и ме поучува, и ме теши, се разбира, во разни ситуации, кој што ме води и поучува во секоја вистина, што ќе се случи ако јас сега наместо да го слушам него, да го третирам како учител, значи, и како Господ, ако јас сега од него направам предмет на дискусија, на дебата, значи сега, место Светиот Дух да ми биде учител, место јас да го слушам него, јас почнувам да се занимавам со него самиот. Значи, да го направам него предмет на дискусија, дали е личност, дали е Бог, дали е ова, она, дали постои и слично, што год.
Значи, наместо да биде мој учител, јас од него сега скам да се занимавам сега со него, со неговата личност. Епа, ако во секоја вистина може да ме упати само тој, тогаш дали јас можам да дојдем до некоја вистина, ако почнам него да го истражувам? Тој да ми биде предмет? Не може, бидејќи само он може да ме води во секоја вистина. Че не можам ја да го, сега, независно од него да го направам предмет на расправа, на проучување, на истражување, и бидејќи само он може да ме воведе во секоја вистина, во тој случај ја не можам да дојдем до никаква вистина. Кога него ќе го тргам на страна или ќе сакам со него сега да се занимавам. Замислете ваква ситуација. Ме интересира брат Зоран во Истанбул, имавте некаков водич? Никаков, значи само вие се шетавте. Ке ви кажам сега, зависи од ситуација во ред. Пред 1 или 2 години прочитав една ваква вистинска случка, што се случила во Истанбул. Значи, некоја група руски туристи го посетувале Истанбул и имале назначен професионален турски водич, значи турчин човекот, муслиман. Но, се разбира, стручњак и за археолошките локалитети, и за Света Софија, храмот, и за... Значи, да им објаснува на луѓето што све се наоѓа во Истанбул и така натаму. И замислите ситуација што се случило. Човекот е турчин, муслиман. И кога почнал да збори за историјатот на храмот на Света Софија, во еден момент ги запрашал туристиве: вие одите во црква? Одите редовно во црква? И типични комуњари изгледа, кутриве, како мнозина од нашиве сонародници, рекле не. Или може би некој рекол 2 пати во годината, или дури ни толку. Пазите, ова е вистински настан што го прочитав на еден српски сајт. Ово истиот сајт што го цитираше Валтер Фајд пред 2 саботи што го покажа. Турчинот им вели, треба да одите. Знаете зошто им рекол? Треба редовно да одите во црква. Значи, он не ги учи треба да одите во џамија и да му се кланяте на Аллах. Туку вели, штом сте од христијански народ, од христијанска традиција, значи со други зборови, треба да си одите во црква и треба да верувате во Бога, затоа што, знаете, Бог е реален. Бог на вистина постои. Турчинот ова да им го проповеда, да ги поучува. Која катастрофа да се било христијанин и од христијанин да станеш безумен, глупак, кој што си рекол во срцето свое дека нема Бог. И тогаш турчинот ќе ме учи дека има Бог и дека треба редовно да се оди во црква. Страшно нешто. Замислете да биете вие турист, може би сте биле, каде што имате пред вас некој професионален водич, кој што ви зборува за местата, предметите, историјата на она што го посетувате. И сега одеднаш, место да го прашувате, ако имате прашања, место да го прашувате водичот за тоа, сето тоа што он ви раскажува, замислете да почнете да се занимавате со него. Примерно да го прашувате, ти, кој си ти? Шо си ти? Ти си завршил некоја школа, од кај па ти ова го знаеш, од кај? И постојат такви туристи? Шо мисли? Може би има. Значи, почнуваш да се занимаваш со водичот, наместо да го слушаш. По правилот го слушам водичот.
Тој ме поучува за тоа што сум отишел таму. Светиот Дух е оној што не поучува, оној што не води во секоја вистина. Да, и божествена личност, не само личност, божествена личност. Самиот Господ. Да, варе. И ако престанам да го слушам и почнам да се занимавам сега со него, со неговата личност, кој, што и така натаму, и пазите, тука реков на почеток, може да се биде и образован човек, како и мнозина македонци, а да не се знае кој празник било минатиот викенд. Може да се биде образован, доктор Келог веројатно бил најобразованиот адвентист во свое време. И знаете која глупост тропна. Рекол дека Божјата слава шекина, тоа е сончевата светлина. Значи тоа што ни дава витамин Д. И дека Светиот Дух не е ништо друго, туку што? Тоа е чистиот воздух што треба да го дишиме. Значи, најобразованиот адвентист, каде што од европските кралски семејства одеа кај него да се лечат во Батл Крик. Зошто тој станал глупав или поглупав? Затоа што кога Светиот Дух ќе го, место да го слушам неговиот глас, место да ми биде водич, јас ќе почнам сега со него да се занимавам, кој е, што е и така натаму, ќе го направам, ќе го третирам како предмет на дискусија, тогаш е сигурно дека ќе се падне во ерес и тоа Библијата не предупредува да не си играме со Светиот Дух. Дори ако сакаме да филозофираме и расправаме за разни предмети, нека биде тоа некој друг предмет, некоја друга тема. Затоа што во било кој предмет, во било која тема, само Светиот Дух може да не води кон вистината. А не може тој самиот да го направиме тема за расправа. Во тој случај тој нема да не води и ние без него не можеме да дојдеме до вистина. Туку можеме само да похулиме на Светиот Дух, да го ожалостиме и тој, не дај Боже, за секогаш да не напушти. Тоа се случило со некои адвентисти, веќе се случило. Се разбира, мене ми е познат само Хейзен Фос од 19. век, меѓутоа не знаеме дали Келог ќе биде или нема да биде спасен, затоа што не постоеше никакво покаяние од негова страна после сите тешки богохулија што ги изрекол во својата еретична книга Живиот храм. Како и да е, ова е само историјата на некои луѓе кои што похулија на Светиот Дух. Затоа што беа толку паметни што помислија дека се попаметни од Господ, односно од Светиот Дух. И сега ефектот е ист. Било да се биде прост, кривославен, суеверен граѓанин кој што не знае што празник било минатиот викенд, и да се биде таква власт која што петокот пред задушница ќе го направи празник, било да се биде и најобразованиот ум од друга страна, ако не сме водени од Светиот Дух, сето тоа е празноверие. Празноверие, суеверие и може да се западне во тешка ерес, во хула, неопростлива, а сосем сигурно ќе се тропаат глупости како што и се тропаат и денес, дури и од страна на учени теолози со докторати и така натаму. Нека Господ ни прости, ако било кој од нас имал или барем се доближил
до оваа страшна состојба во која што бил Симон, Светиот Дух од божествена личност да го третираме како предмет, не само на купопродажба, туку и предмет за филозофирање, за дебатирање, за расправање, туку да ни даде понизност, секогаш да го слушаме неговиот глас и да го исполнуваме. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Ти благодариме, Оче, за денешниот саботен ден, ти благодариме за денешната слобода, ти благодариме за сите Твои благослови што досега сме ги примиле, сите Твои утехи што досега си ни ги дал, преку Духот Твој Свети, а по Христовите заслуги и неговиот откуп. Ти благодариме, Господи, те молиме простини за секогаш, било кога сме го ожалостиле Твојот Дух. Те молиме поведине со Духот Твој и ова попладне, и вечер на богослужението, и потоа во следната седмица. Поведине, Господи, во секоја вистина. Дај ни понизност, дај ни покаяние, дај ни ново срце, кое што ќе биде послушно на Твојот глас. Те молиме за нашите болни, слаби, немокни, за сестра Мимица, за брат Стојан, сестра Стевка. Те молиме за брат Ацо и Марија Ефремови и за сите други кои што им треба Твојата утеха во овие тешки последни времиња. Сето тоа те молиме, ти благодариме во Христово име. Амин.